Почитувани соработници, драги медиуми, почитувани граѓани и поддржувачи на зелените идеи. Моето име е Ирина Јаневска, јас сум коосновач и председател на АРНО и денеска сме домакини на ова финале на зелените идеи, така да на сите уште еднаш топло добре дојде. Денеска се наоѓаме во Центарот за социјални предпријатија и сакаме да упатиме голема благодарност до ЕПТИСА и нивниот проект што ни го возможија овој простор. Најголемиот проект за социјално предприемништво го трасира токму ЕПТИСА, се очекува и закон за социјалното предприемништво, така да уште еднаш благодарност, сите гледаме со очи вперени кон трасирањето на патот на солидарната економија. Годинава одлучивме сепак да го задржиме овој хибриден формат, затоа што свесни сме дека има многу луѓе кои што се љубопитни да ги дознаат овие победници, годинашните победници. Сакаме видеодокументација, меѓутоа еве една зелена димензија на овој хибриден настан што многу луѓе кои што би сакале да допатуваат би направиле јаглероден отпечаток, а благодарение на новите технологии тоа и не мора да се случи. Оваа година, 8 пат поред, Сдруженијето за социјални иновации АРНО го организира националниот надпревар за зелени идеи 2022, кој што е дел пак од регионалниот надпревар. Регионалниот надпревар се случува во земјите од Западен Балкан и од Грција и постои од 2012 година, значи веќе имаме 10 години историја во организација на овој надпревар. Секоја година по тројца представници од секоја од земјите се надпреваруваат на регионалниот надпревар кој што годинава ќе се случи во септември во Албанија. И сега ние минатата и предминатата година мислевме дека во рамки на пандемија ќе добиеме многу помалку апликации, но тоа пророштво не се случи. За жал оваа година добивме помалку апликации, меѓутоа иако еве денеска сите од жири ќе потврдат, иако имаме помал квантитет, имаме значително подобар квалитет на апликациите и многу ни е драго што и годинава сведочиме на тоа. Зошто помалку апликации? Конкретен одговор немаме, веројатно последиците од пандемијата си го направија своето, конфликтот во Украина, нестабилниот пазар, инфлациите, неизвестноста, сите тие светски предизвици ги поколебаа предприемачите, но имаме вкупно 20 храбри македонски предприемачи кои што аплицираа годинава на надпреварот. Повикот за националниот надпревар беше отворен на 23 февруари и траеше до 26 април. Добивме вкупно 20 апликации, тоа веќе го кажавме. Заедно со МК 2000 организиравме 4 работилници со цел да им помогнеме на оние кои што се заинтересирани апликанти да си ги развијат и подобрат апликациите. Првата и втората работилница се одржаа на 4-11 март, третата и четвртата на 6 и 13 април и вкупно имавме 30 учесници на сите работилници. По пошта испративме 257 вакви картички. Тоа се наш промотивен материјал, добро познат, исто така продукт на наш победнички зелен бизнис, Визард. И овие еко картички се садливи, од нив никнува еве ова цвеќе пркос. Тоа нели е символиката и се надевам дека ќе успееме и во иднина да им прекосиме на сите предизвици дека навистина зелените бизниси ќе имаат можност да цветаат. Од апликациите, жири комисијата која што ставена од 6 членови, односно 5 членови имаме денеска со нас, Робертина Брајановска од Македонско еколошко друштво, Воислав Илиевски од Македонија 2025, Данчо Димков од МК 2000, Игор Изотов од UNDP и Дурим Зекири од Стопанска комора на Северо-Западна Македонија. Ова е жирито кој селектираше вкупно 11 апликации за да се надпреваруваат во финале, од кои 7 апликации во категорија на ембрионски идеи. Чисто за појаснување, тоа се идеи кои што, доколку би продолжи на регионалниот надпревар, би се надпреварувале за поддршка од $5000 и имаме 4 апликации во втората категорија на бизнес идеи кои што на регионално ниво имаат шанса да освојат и поддршка од $10,000. Денес на финалето презентира вкупно 10 идеи. Јас сега ќе им дадам збор на колегите да се представат, кои се, од каде доаѓаат, како се нашле во полето на зелената социјалната економија и да споделат на кратко кое е нивното искуство со овогодинешниот надпревар. Мислам дека може од лево со Дурим да почнеме, да ни каже од каде доаѓа и едно кратко видување на надпреварот. Поздрав до сите. Јас сум Дурим Зекири, представник на Стопанската комора на Северо-Западна Македонија, оперативен менеджер во Стопанската комора. Ова година ми е прв пат да
да сум член на жирито ова условно кажано тесна трка на многу иновативни и многу убави идеи на бизнис идеи и сакам да ја користам приликата да кажам дека со вакви идеи од млади предприемачи можеме да кажеме дека можеме да бидеме конкурентни во следните години во споредба со нашите соседни држави кои што веќе они почнале да покажуваат пулс во овој аспект. Меѓутоа, ова денеска што видовме со апликациите, можам смирено да кажам и дека и ние не сме многу уназадени, туку спротивното, ние сме многу добри во овие идеи и во овој аспект на економијата. Сакам само да искористам приликата да им кажам и на тие што се добитници, на тие што нема, значи што не се добитници, да не застануваат, бидејќи ниедна идеја не е лоша, особено кога има љубов и кога луѓето сакат да си го реализираат тоа што го целат и што го мислат. Тоа сакав да го кажам. Исто така сакам да им се заблагодарам на организаторите што ме покања да бидам дел од овој голем настан, бидејќи настанот е многу голем не поради тоа што ќе се додели, туку поради тоа што поттикнува, тоа сакам да кажам дека предприемаштвото е многу значаен дел на нашето општество, особено во овие кризни времиња. Би сакал да им честитам на сите тие што има храброст да аплицират и да бидат дел од ова трка. Пак ќе кажам така. Ви благодарам. Хвала. Робертина, да, член на жири, ни доаѓа од Македонско еколошко друштво, долги години соработник, дел од жири. Така, со задоволство, Ирена, благодарам. Јас сум Робертина Брајановска, извршен директор на Македонско еколошко друштво, невладина организација која што оваа година ја слави 50 годишнината од своето постоење и која што последните 20 години, да речам, работи претежно на заштита на природа и биодиверзитет, но и некои теми пошироки од областа на животна средина, така да како член на жирито, нели повеќе го гледам оној еколошки аспект на овие на вашите идеи. Мислам дека е ова 5-та или 6-та година поред како сум дел од овој тим, со задоволство. Би рекла дека имавме тешка задача оваа година. Одлично е што веќе самата разработка на идеите, начинот на презентирање се многу подобрени. И покрај тоа што беа помалку апликации, сепак навистина вие што сте тука сте, можам да речам, сите победници, секоја идеја заслужува да продолжи понатаму, без разлика дали ќе добиете сега награда или не. Одлично е што секој од вас некако ја прати зелената агенда, која што нели се промовира и на ниво на Европа и на Балканот. Тажно е што се уште после 20-30 години, моето искуство е 20 години во оваа област, што ние се уште се занимаваме со темите за решавање на отпадот, за жал, но тоа е. Колку повеќе притискаме, колку повеќе имаме поиновативни идеи, мораме да направиме нешто и да преземеме чекор за да си ја исчистиме нашата преубава држава, за да можеме да ја промовираме понатаму на поширокиот пазар. Затоа би рекла дека навистина сите идеи денешни што ги слушнавме се токму во таа насока. Може во неформалниот дел во неформалниот дел да дадеме повеќе фидбек. Пак ќе кажам, задоволство ми е да се биде дел од овој тим и уште повеќе што скоро секоја година покажуваме дека и на регионално ниво навистина имаме добри идеи и имаме некои победнички места. Така што ве поттикнувам да продолжите и понатаму со вашата работа и со вашиот успех. А се надевам и дека ќе имаме и дополнително контакти, затоа што
дел од вашите производи кои што ги би сакале да ги работите, нели што ги презентиравте, се навистина интересни и би можеле да направиме и дополнителна соработка. Честитки на сите. Добар ден на сите. Јас сум Воислав Илиевски, виш соработник за деловни програми во Македонија 2025. Имам образование во областа на правото, деловно право, веќе повеќе од 15 години работам на програми за економски раст и развој. Толку за мене. Би сакал прво да ви изразам благодарност што навистина поднесовте вакви апликации разработени со доста иновативни пристапи, со нови идеи и најмногу од се што мене ми се допадна лично беше ентузијазмот со кој што вие ги презентиравте и секако се надевам и понатаму во иднина ќе ги имплементирате. Да не им одземам време и на другите, само би сакал да ви посакам многу успех понатаму и во реализација на идеите, а на победниците успех и на регионалниот надпревар. Земи си го. Дали се слушаме? Не слушаат онлайн. Да. Тука не слушаат. Ми се занима некој. Мојот име е Игор Изотов, доаѓам од UNDP. Малку ми е тешко да се преведам позицијата Head of Exploration. Дел од Acceleration Lab тимот, така да нема да се трудам. Втора година учествувам и благодарам Мирина што ме покануваш ко судија на овој надпревар и секогаш сум изненаден од ја би рекол и бројот е добар. Мината година бе 32, сега имавме 20. Добро. Така да тоа е мала земја, солиден број на доста иновативни зелени идеи. Значи не е сега ов тип на предприемништво, него баш предприемачи кои сакаат да направат подобро утро за сите од нас. Мене лично и како дел од UNDP е битно да сме на вакви надпревари, да кажам, бидејќи можеме да ги поврземе дел од интервенциите што ги правиме, знаеме дека се на вистинското место. Едноставно, што и да правиме, треба да правиме за предприемачи како вас, така да ви ги поставиме условите за вие да може да to thrive. Така to prosper. Што би рекли некој стар трек беше така? Филм. Така да. Long live and prosper, да. Green live and prosper. Така да, благодарам многу. И за крај. Здраво, јас сум Данчо Димков, моментално сум како представник од Асоциацијата на менеджмент консултанти МК 2000. Тоа е менеджмент консалтинг асоциација, каде што имаме за цел да го поттикнеме менеджмент консалтингот во Македонија. Приватно сум собственик на менеджмент консалтинг компанија BizB Solution, каде што примерно работиме во маркетинг, продажба и со предприемачи. Сега, мене ми е многу интересно, зашто тежок економиста, значи се работиме во бројки, математики и кога доаѓа тоа социјално или општествено, некако го немаме на радарот, како тешки економисти. И ова ми е втора година веќе како судија на овој надпревар и минатата година го доживав многу различно, бидејќи прв пат се разгледува кој е социјалниот импакт, кој е општествената одговорност, а сега кога физички всушност можев да видам, бидејќи минатата година корона мораше да биде на Zoom и сега оваа година физички кога почнав да ви ги слушам бизнис идеите, јас би инвестирал во повеќето бизниси што ги слушнав. Мислам, добив многу идеи за места што сакам да ги посетам и да ги видам лично, добив многу идеи за како всушност треба да се рециклира различен отпад од различни материјали и знам дека сигурно си заминувам од тука со многу повеќе информации, а пак од друга страна сакав да ве охрабрам дека за да бидете социјални предприемачи, треба да бидете баш посебен тип. Да не биде само фокусот на добивка пари и колку брзо ќе се расте, туку и да се грижиме за околината и социјалниот импакт, меѓутоа и зеленото.
Така да сакав на сите да ви посакам среќа во овој надпревар и да си продолжите со бизнис идеите што ги имате. Не ми треба. Јас имам бубица. Значи, чим сме го микнале срцето на Данчо, денеска е многу успешен ден, затоа што токму неговата улога е да ги гледа бројките, пазарот и проценката и секако нели да дава и совети. Идејата на целото жири е не само да ги оцени, туку да ги запознае идеите и доколку има можност да ве повика во нивни програми. Затоа и оваа композиција и затоа ние велиме во еден дел сме надпреварувачки, да, тоа е форматот на надпреварот, меѓутоа сме и мост помеѓу различни чинители и идеи. Така да уште еднаш да не се разочарувате, само тројца може, иако Робертина и другите ќе се согласат, она веќе го кажа, сите сте потенцијални победници што сте овде тука со нас. Уште еднаш благодарност на жирито за споделената експертиза, вложена енергија и време и посветеност да ги избереме најдобрите идеи. Морам уште една благодарност да упатам до колешката Јасмина Сајд, која што е програмски менаџер за одржлив развој. Таа ни се придружи лани во тимот Нарно, имаше со нас шанса да дојде со нас на регионалниот надпревар и таа, иако доаѓа од граѓанскиот сектор со голема позадина, ни даде една интересна рефлексија. Ова надпревар многу различно од други проекти, многу динамично. И да, свесни сме дека е различен форматот, меѓутоа и затоа сме ние Сдружение за социјални иновации, затоа што сакаме преку различни пристапи да постигнеме некои ефекти во општеството. И свесни сме дека овој надпреварувачки дел можеби за некој создава некаква анксиозност, меѓутоа во духот на претприемништво е здраво за нашата култура малку и да се надпреваруваме, нели? Секако ние постовак имаме и неформален дел и да најдеме начини да соработуваме, затоа што ниту еден бизнес не е изолиран и не е само со своите купувачи и корисници. За надпреварувачкиот дел морам уште една информација да споделиме. Не е толку ексклузивна, меѓутоа е нова и за оние кои што доаѓаат од прекуграничниот, односно имаат идеја која што се наоѓа во прекуграничниот регион со Србија. Сакаме да кажеме дека овој надпревар ни инспирираше да аплицираме на поддршка од Европската комисија за проект кој што ќе биде мини зелени идеи само за Србија и Македонија во делот што ги опфаќа овие граници, значи освен менторство, едукација, академија за градење на капацитети, настани за соработка, ќе има повторно шанса за вакво мини зелени идеи само за териториите кои што ги опфаќаат овие делови од двете страни на границата. Проектот се вика СИЦ, кај нас на веб страната ќе може да најдете повеќе информации. Интересното е она што го гледаме дека Европската Унија се повеќе финансира проекти кои што се од областа на зелена социјална економија и се повеќе се зборува за екологија, затоа што сите се повеќе се свесни дека климатски колапс еднаков на социјален колапс. Ама денес нема да дебатираме за овие теми, тука сме да го покажеме практичниот дел од работата, да доделиме награди и секако да си поразговараме како можеме да соработуваме. Големо браво за сите што веќе размислуваат, за сите што аплицирале и аплауз за сите кои што ги поддржуваат зелените идеи. Сега ќе кажуваме браво за сите финалисти, ќе ве викаме да си го подигнете сертификатот кој што е печатен на рециклирана хартија и нели заедно да ве прославиме затоа што денеска сте овде со нас. Ќе повикам колешката Кате да се спреми за доделување на сертификати. Идејата број 1 не се по никаков ранкинг, тука ги читам сите оние кои што се во финале. Трајко Јордановски со деск машина. Ете, може една фотографија. Идејата е деск машина за рециклирање и филамент од рециклирана пластична амбалажа. Фала, Трајко. Идејата на Гоце Стевановски од загадувач до разубавувач. Го повикуваме Марко Ичкаров, пчелни обвивки за храна. Супер. Био Ойл, Скопје, рециклирање на отпадно масло, биогориво, дизел.
Идејата на Катарина Георгиевска, Ранчо Иванчо на ката, ние така пишеме. Честитки. Верица Арнаутовска од Сдружение Едукативен центар за зачувување на природата село Негрево Пехчево со идејата во хармонија со природата. Ана Марија Павлова Камп. Каравиловски Александар од V Dog Food со идејата Инсект пилот соба. Јана Ангеловска со пели. Идејата на Стефани Пренкова од Друштво за декорирање и трговија Индор Гарден со идејата Еко конфети. Супер. Значи, Фери, на вистина заслужувате сите аплауз затоа што сте денес овде со нас. Ке ги скокнеме флоскулите дека било тешко да се одлучи. Искрено го кажавме тоа. Не го кажуваме секоја година, барем не со истиот тон. Сега е наискрено. Сите 10 се потенцијални победници. Оние што меѓу вас финалистите имаме финалисти од минатата година, така да и следната година, доколку ја доразвиете идејата или доколку имате нова, сте охрабрени да аплицирате. Немаме ограничувачки критериум во однос на аплицирањето. Надпреварот е само капка во морето на поддршки. Оваа година имаме поддржувачи кои што продолжија со обезбедување на наградите и една поддршка. Арно, поучено од потребите за дигитализација, ама и поради проблемите со набавки, различни цени, оваа година одлучи на трите победнички да им даде еден практичен поклон, што секако ќе им треба, тоа се 3 преносни компјутери. Тоа е поклонот од Арно за годинава, нели пласман има на регионално ниво. И сега ќе прочитам нашите партнери што доделуваат. Асоцијацијата за менеджмент и консалтинг МК 2000 доделува вредносни ваучери за консултантски услуги. Аплауз за МК 2000. Стопанската комора на Северозападна Македонија ќе додели 2 годишно бесплатно членство за прворангираното правно лице. И од Македонија, од Фондацијата Македонија 2025 имаме бесплатна регистрација на финалистите на платформата за поврзување на македонски компании со експерти од диаспората Connect to MK и победникот, првиот финалист, ќе има можност да избере помеѓу менторство од членовите на МК 2025 или учество во програмата CSO SICO. Вајде добро ја прочитав со акроним. КЕСО. Така. Секако во неформалниот дел, во рамки на коктелот, ќе имате шанси да се изборите со секој од жирито и да знаете повеќе што и какви програми за поддршка нудат тие, без разлика на наградите кои што ги доделуваат денес. И сега ќе ги прочитам имињата на победниците. Јас ќе замолам Кате да седне, а Дурим да ја додели првата награда во категорија зелени концепти. Кате, можеш да му го подадеш сертификатот на колегата. Така. Ќе ги замолам сите што ќе добијат награда, малку ќе оставиме секунда, 2-10, да се совземат и на кратко да им кажат на сите оние кои што не следат, ами на сите оние кои што се овде, за што станува збор, затоа што не секогаш од самиот наслов се доловува суштината на идејата, така да тие тројца што ќе бидете прочитани еден по еден, на кратко една изјава, ете, таму е камерата, тука се присутните за што е вашата идеја, кои сте и нели што се амбициите. Одиме со првата награда, не се по никаков редослед, не се секирете. Зелени концепти, Гоце Стевановски, од загадувач до разабувувач. Генерална идејата од загадувач до разабувувач е селекција на отпадна хартија која што се таложи навсекаде во градот и има подценета вредност.
сакам да дадеме некоја повисока вредност на хартијата, односно таа хартија која што се собира, да не се собира, да има интерес за продажба, за откуп, и од таа хартија да се прават високоестетски материјали кои што ги се употребуваат во столаријата, односно концептот кој што денеска го презентирав беше изработка на плочест материјал како замена на медија панот, народски кажано. И другиот производ кој што би се произведел е исто така емитација, како да кажем, вештачка кожа од исто отпадна хартија, така да едната фаза ќе биде изработка на плочест материјали, како репроматеријали, но и како готови производи. Првата етапа ќе биде изработи сам, но како се развива фирмата може и да се продава и више на глобално ниво. Размислуваме на ширење на фирмата на глобално ниво на материјалот, односно во рамките на иверицата и медијапана, исто така како и со кожа. Меѓутоа целиот фокус мислам дека потенцијал има плочестиот материјал. Супер. Фала. Добро, ќе го повикам Воислав да додаде втората награда во категорија зелени концепти, која што оди кај Јана Ангеловска Пели. Ова не го очекував. Искрено, премногу ми значи довербата на сите вас кон идејата, бидејќи е лесно да се најдат парите за идеја, но тешко е да ти верува некој на почеток кога си, а ние сме ептенникулци. Со мојот колега Стефан, ова ни е идеја уште од студентски денови, но ете, се надевам дека конечно ќе дојде денот кога ќе реализираме. Накратко, Пели е идеја за преработка на отпад од употребени пелени. Се надеваме дека ќе пласираме за една година нов производ што ќе остане мала тајна. Супер, за крај ќе го повикам Данчо од МК 2000, да додели наградата во категорија зелени идеи, која што оди кај Тензија. Инсект пилот соба. Искам да видам ова идеја не е од ние студентски денови, тука е многу пресна, неколку месеци. Случајно го видов и на преводот, изненаден сум и благодарам, мислам дека овој бизнис е вредесни во добар бизнис кој е единствен во Македонија досега. Малку да раскажеме што е. Така. Добивање на протеин кој се користи за исхрана на животни, сите видови на животни, од живинарство, свинјарство, говедарство, аквакултура и домашни миленици, се добива од ларви од муви, а како суровина за исхрана на ларвите од муви се користи биоразградив отпад. Значи бизнис кој е 100% зелен, не испушта, не емитува, нема штетни гасови, немаме отпад. Нус производот е органско ѓубриво, а главниот производ е иднината на протеинската борба, која така е наречена од сите организации борбата 2050 година. Земјајчи победи дека популацијата треба да се зголеми на 9 милиарди жители, че имаме недостаток на храна. Така да ние сме нов извор, нов бизнис на светско ниво е тоа и мислам дека ова ќе ми биде доволна помош за добар почеток. Слушнавме доста аплаузи, тоа се тројцата победници, кои што во следниот период нема да одмарат, туку ќе работат со МК и со Арно на подготовка за регионалниот надпревар, да не мислите дека туку така ќе го оставиме до септември. Имаме уште многу за работа и за подготовки. Ние секако кажав дека неформално ќе се разговараме овде, ќе видиме како можеме да соработуваме без разлика на улогите кои што ги имавме денес. За оние кои што не следат онлайн, препорака да не следат на социјалните мрежи, таму често споделувам и повици за различни видови на поддршки од наши, од други проекти, информации за производи и услуги на социјални предпријатија кои кога ги користиме или кога ги купуваме правиме добро за сите.
споделувам и разни содржини, да информирам уште еднаш дека сме во процес на финализирање, на мапирање на идеи на социјални предпријатија или социјални предпријатија кои што таргетираат млади. Во коментар ќе ја замолам колешката Симона да стави еден линк за пополнување на пријавата за сите оние кои што имаат, вклучително и овие кои што се денес со нас, да ги измапираме за тоа што во нашата држава тек допрва следи процес на поддржување на идеите кои што прават добро и за природата и за општеството. Благодариме на сите за вниманието, се гледаме во следна прилика и посакајте ни успех на регионалниот надпревар.